студиото во Вашингтон, добро вечер. Го гледате Newsflash ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Пред се, честит ден на независноста до сите граѓани на Република Македонија. А емисијата ја започнуваме со вести од оваа страна на Атлантикот. Американскиот председател неделава ја продолжува борбата за реформа на здравствена заштита, но најпрвин за контроверзата во врска со неговото денешно обраќање по повод почетокот на новата учебна година. Барак Обама во телевизиско интернет обраќање во живо до учениците од средно училиште близу Вашингтон става акцент на тоа дека е важно вредно да учат и да останат на училиште. Голем број ученици ќе го проследат обраќањето во своите училници, но некои родители најавија дека ќе ги задржат децата дома, а некои училишта дури решија да не го пренесуваат говорот поради противењето на многумина конзервативци кои го обвинуваат председателот дека ги индоктринира децата со, како што велат, неговата социјалистичка агенда. Белата куќа возвраќа дека обвинувањето е смешно и дека Обама единствено сака да ги мотивира учениците. А Обама неделава го засилува притисокот за реформа на здравствената заштита. Вели дека е време Конгресот да заврши расправата на оваа тема и да ја усвои конечната верзија што тој би ја потпишал во закон. Во говорот пред голема група синдикални членови по повод вчерашниот празник, Ден на трудот, во Синсинати, сојузната држава Охајо, Обама ги обвини противниците на неговата иницијатива дека шират лажни информации, како и дека нивното решение е да не се стори ништо. Тој ја реафирмираше поддршката за најконтроверзниот аспект на предлозите на демократите, владин план за здравствено осигурување што би конкурирал на приватните осигурителни компании. Големото изненадување на US Open, американската тинејџерка Мелани Один со победата против 13-то рангираната на турнирот во Њујорк русинката Надја Петрова се пласираше во четвртфиналето. Победија и Каролин Вознјачки од Данска, украинката Катерина Бондаренко и Јанина Викмаер од Белгија. Во машка конкуренција, бројот 1 и актуелен шампион Роџер Федерер од Швајцарија влезе во четвртфиналето со победата на Томи Робредо од Шпанија, каде ќе игра против Робин Содерлинг од Шведска. Во четвртфиналето ќе се сретнат и шпанецот Фернандо Вердаско и србинот Новак Џоковиќ. Председателот на Венецуела Хуго Чавез доби третман на филмска звезда на фестивалот во Венеција, каде се појави на црвениот тепих со американскиот режисер Оливер Стоун пред премиерата на филмот на Стоун Јужно од границата. 75-минутниот документарец вклучува интервјуа со Чавез и други латиноамерикански државници, а е посветен на, како што вели Стоун, големите промени во Јужна Америка. Чавез веќе подолго време важи за истакнат критичар на американската влада, но претходно годинава изрази надеж дека односите може да се подобрат откако на власт стапи председателот Обама. Tú preguntas por qué no me mataron. Me mandaron a matar. Solo que yo soy un Во продолжение на Newsflash, годишно во САД починуваат 300.000 луѓе од ненадеен срцев удар. На многумина срцеви болни им беше вградена направа, дефибрилатор, која на срцето му дава електричен шок за да продолжи да работи. Лекарите сега препорачуваат дефибрилатор што се носи однадвор, како елек. Расел Бенет пешачи низ соседството како што му препорачал лекарот да биде активен. Пред неколку месеци бил диагностициран со кардиомиопатија, срцето недоволно пумпа крв, со што е во опасност од удар и смрт. Лекарот му препишал да носи надворешен дефибрилатор, популарно наречен елек за спасување. Елекот постојано го контролира биењето на срцето и испраќа податоци до лекарот. Во случај на аритмија, опасна по живот, елекот најпрвин ќе го предупреди Бенет, а потоа ќе даде корективен шок на срцето преку електродите. Лекарот на Бенет, Џорџ Монир, вели дека елекот е добра алтернатива за дефибрилаторот што се вградува во градите. Вели, лекарите претходно во итна ситуација немале многу време, ниту пак избор да одлучат дали внатрешниот дефибрилатор е најдоброто решение. We end up prematurely implanting a device. Ке го всадевме, а потоа ќе увидевме дека не секогаш бил потребен. Што е најлошо, некои пациенти ќе го загубеа животот затоа што немаше алтернатива како оваа. Според произведувачот Зол Лайфкор, елекот на располагање во САД е уште од 2002 година, а го носеле или го носат околу 13.000 болни со висок ризик од срцев удар. Расел Бенет вели дека за овој месец и половина, колку што го носи, елекот не му го попречил секојдневието, иако додава дека понекогаш е тешко да го носи кога е топло или кога спија.
Во тека истражување на Националниот институт за срце, бели дробови и крв, што треба да утврди за која група срцеви болни направата е најдобро решение. Улицата пред Белата куќа долго време беше место за демонстрации, но откако овој потег на авенијата Пенсилванија беше затворен пред 10 години од безбедносни причини, стана место за други активности. Ова е уличен хокеј, урбана игра на ролшуи. На играчите им треба мазна површина за неа. Джим Бартер вели совршено место за уличен хокеј е во центарот на Вашингтон, пред Белата куќа. Не само што површината е добра, туку интересно е да се игра тука и заради историјата што Белата куќа представува, вели тој. Група играчи на уличен хокеј овде се собираат редовно. Тоа е делот на улицата затворен за сообраќај од 1995 по терористичкиот бомбашки напад на федерална зграда во Оклахома Сити, кога беа убиени 165 лица и повредени стотици други. Но авенијата останува пристапна за пешаци. Уличниот хокеј има правила, но тие правила овде се комбинирани со правилата на тајната служба, агенцијата надлежна за заштита на председателот. Во исто време, Джим Бартер вели дека агентите често ги враќаат залутаните топки. Многу се фини и ние се трудиме да не им пречиме во вршењето на нивната работа. Кога има потреба од блокирање на областа, го почитуваме тоа. За играчот Дейвид Ипстајн, овој спорт пред портите е во силен контраст со оне што се одбива внатре, во Белата куќа. Не се работи толку за тоа кој ќе победи и кој ќе изгуби. Ние само се забавуваме. И се забавуваат. Дури и среде вашингтонската жештина, но и пред една од најпознатите куќи во светот. Утре во Ньюсфлеш, кози за одржување на тревниците во САД. Приказната за уличен хокеј пред Белата куќа беше последната содржина во ова издание на Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Ве поканувам да ја посетите нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.